Веднаш по дневникот започнува новото издание на Спорт Плюс. Покрај актуелните информации денес ви го презентираме и еден од најстарите карате клубови во Македонија. Се работи за карате клубот Партизан од Штип, но претходно да ги проследиме останатите спортски информации. Започнуваме по краткиот џингл. Започнуваме со првата информација за денес. Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Велосипедската федерација на Македонија ќе организира велосипедска трка под мотото "Со велосипед на факултет". Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Велосипедската федерација на Македонија ќе организира велосипедска трка под мотото "Со велосипед на факултет". Трката е наменета за рекреативци, лиценцирани надпреварувачи, а права на учество имаат сите заинтересирани граѓани. Всушност станува збор за еден проект кој што сме во организација и со Велосипедската федерација на Република Македонија, каде што се планирани промотивни активности на велосипедизмот како алтернативна форма, како превозно средство со кое што може да се заштити средината, но и како една активност со кое што сакаме да прерасне во една традиција и омасовување на спортот и на сите заинтересирани граѓани кои што ќе сакат да се вклучат. Преземени се неколку чекори и станува збор за активност која што ќе започне на 27 март во 11 часот, на која што се поканати сите граѓани, сите рекреативци, сите здруженија, сите професионалци кои што ќе се вклучат во оваа трка, и веќе сме во контакт, имавме состанок со директорите во предучилишните и основните училишта во Штип, каде што од нивна страна се преземени неколку чекори и во заедничка координација се обезбедени околу 200 учесници од предучилишно и основно образование. На велосипедската трка ќе се вклучат и студентите во овој настан, како надпреварувачи и волонтери во техничка реализација. Универзитетскиот спортски центар како промотор на спортот и на спортските активности на универзитетот активно ќе партиципира во организацијата на велосипедската трка, вклучувајќи ги активно и студентите во целиот овој настан. Моментално во наставата по спорт и рекреација овој семестар се вклучени околу 600 студенти во 8 наставни центри и ние очекуваме дел од нив да се вклучат активно во целата оваа трка и во целиот овој настан. Дел од студентите ќе се вклучат во рекреативниот и во надпреварувачкиот дел, а дел од нив како волонтери ќе помагат во техничката реализација на самиот настан. Покрај студентите активно учество ќе земат и спортистите кои што во рамките на Универзитетот Гоце Делчев, односно тоа се студентите од студентските екипи, како и професионалните спортисти во клубовите на универзитетот, односно тоа се екипите во кошарка, одбојка и во пинг-понг. Од угада најавија и дека ќе се формира велосипедски клуб. Во однос на формирањето на клубот кој ќе биде формиран непосредно по трката, за мене се важни два момента. Тоа се надевам дека најпрво ќе го достигнеме оној квантум кој ќе биде неопходен за формирање на тој клуб, а токму нели ова промоцијата на оваа трка е во функција на тоа. По формирањето на велосипедскиот клуб секако приоритет ќе биде соработката со останатите велосипедски клубови во рамките на Македонија, секако регионално, и како момента тоа е подигнувањето на свеста на останатите учесници во сообраќајот дека сепак и велосипедот е дел од сообраќајот. Сообраќајна култура која за жал кај за нас е, зборам, и локално и регионално е исклучително ниска, така што апелирам на сите оние учесници во сообраќајот да почнат да го третират велосипедот како, ајде така да го кажем, рамноправно средство за сообраќај. Најавени се учесници од кочани, велеси и кавадарци, а за сите учесници ќе бидат доделени награди и признанија. Селекторот Ивица Обарван го објави поширокиот список од 28 ракометари на кои ќе смета за квалификациите за летните олимписки игри што ќе се играат во Полска во периодот од 8 до 10 април. Селекторот на македонската машка сениорска ракометна репрезентација Ивица Обарван го објави поширокиот список од 28 ракометари на кои ќе смета за квалификациите за летните олимписки игри што ќе се играат во Гданс, Полска во периодот од 8 до 10 април. Нашата репрезентација се наоѓа во групата со Тунис, Чиле и домакинот Полска, а двете најдобро пласирани репрезентации во групата ќе обезбедат учество на олимписките игри во Рио. ЕХФ вчера го соопшти датумот за првата бараж средба меѓу Чешка и Македонија за пласма на светско
европското првенство во Франција. Во Чешка повторно ќе се игра во Злин и тоа на 11 јуни со почеток од 12 часот и 30 минути. Интересно, ова ќе биде наш втор настап во Злин, каде ја игравме квалификацијската средба за учество на европското првенство во Полска. На 2 ноември 2014 година во Злин одигравме нерешено 27:27, за потоа да ја победиме Чешка во Скопје со 32:28. Реванш средбата ќе се одигра на 15 јуни во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. А вчера попладне во тешки услови за фудбал се одиграа 4 средби од 22-то коло во првата фудбалска лига во Македонија. Брегалница забележа победа против Турново со 2:0. Во првата македонска фудбалска лига вчера попладне во тешки услови за фудбал се одиграа 4 средби од 22-то коло. Во дербито на Скопски Чаир, Шкупи Силекс заврши 1:0. На другите средби фаворитите не дозволија изненадување. Лидерот Вардар победи на гостување во Охрид кај Младост Царев двор со 3:0. Шкендија беше поубедлива против Металург со 4:0 на стадионот во Маđари. Брегалница со 2:0 го совлада составот на Хоризонт Турново. Во саботата пак во првиот меч од 22-то коло, Работнички и Ренова одиграа без голови. На табелата Вардар има 55 бодови, Шкендија 50, на третото место се проби Шкупи со 34 бодови. Викендот се одиграа надпреварите од 12-тото коло во првата државна лига во одбојка, освен надпреварот меѓу лидерот на табелата Струмица и Шутова, кој е закажан за 16 март. Викендот се одиграа надпреварите од 12-тото коло во првата државна лига во одбојка, освен надпреварот меѓу лидерот на табелата Струмица и Шутова, кој е закажан за 16 март. Штипската екипа Мависи ја победи екипата на Сушево со резултат 3:2, додека пак одбојкарите на Пробиштип Весна Акумулатори на гости ја победија екипата на Лирија со резултат од 3:0 и во моментот се наоѓаат на третото место на табелата. Во женска конкуренција пак одбојкарките на Угада беа поразени на домашен терен од Работнички. Шкендија загуби од Македонија Макс и Бами Кор со 3:1 ја победија екипата на Јанта Воли. Во моментот Работнички се на првата позиција на табелата со 23 бода. Кристијан Воденски ја имаше таа чест да биде најдобар во категоријата деца. Малиот Кико беше избран и за спортист на годината во Германија. Веднаш по оваа информација ќе се запознаеме со карате клубот Партизан од Штип. Германскиот специјализиран вебсайт за боречки спортови на свечената церемонија викендот во Рурштат арената во Херне им ги врачи признанијата на победниците по категории, а малиот Кристијан Воденски ја имаше таа чест да биде најдобар во категоријата деца. Малиот Кико беше избран и за спортист на годината во Германија, земјата што му нудеше пасош, но тој остана верен на македонското знаме. Инаку тој се подготвува да ја одбрани титулата на Нага првенството, конкуренција во која веќе има 5 појаси, 2 европски, 2 во рамките на Германија и 1 од Монако.
Јас сум магистар Милан Черкезов, главен тренер на карате клубот Партизан Штип. Еве да ни кажете од кого се почетоците на овој клуб? Почетоците на карате спортот во нашиот град се од 1970 година, кога е формиран карате клубот Партизан Штип, прво под името карате клуб Младост, да потоа 73 година со преминувањето во ДТВ Партизан се преименува во карате клуб Партизан. Колку време вие сте тренер? Колку време се занимавате токму со карате? Јас со мојот брат Владимир Черкезов, кој го формиравме клубот карате клуб Партизан, односно карате клуб Младост, почнавме некаде 66 година, гледајќи во Макарска, кога бевме на летување, карате клуб од Нови Белград со господинот Марко Ницовиќ како тренира и не заплени тој спорт и баравме начин како да почнеме тренираме. Кога првиот клуб, карате клуб Мир Чаце во Скопје се отвори, тоа е 66 година, ние се приклучивме и од тогаш до ден денеска сме непрекинато активни во тој спорт. Во досегашната историја на карате клубот Партизан се поминале повеќе од 10.000 каратисти и над 250 црни појасови. Сите водители на карате клубот во Штип потекнуваат од карате клубот Партизан Штип и тоа зборува кој бренд е карате клубот Партизан Штип. Еве да ни кажете нешто за вашите почетоци како каратист. Кои се позначајните успехи кои ги имате вие постигнати? Па карате клубот Партизан прв пат ја организира карате лигата на Македонија, тоа е 1975 година, значи главен иницијатор и организатор, тоа беше во гимназијата Славчо Стоменски, тоа беше урна без атмосфера, тогашниот директор Аговски, потоа се спротистави и не ни дозволуваше да тренираме во салата, бидејќи публиката ја деморализира салата, стаклата беа испокршени и тогаш моравме да бараме ново прибежиште, односно во Друштвото телесно воспитување Партизан и таму од 73 година почна активноста на Партизан. Од досегашната историја, најголем резултат на карате клубот Партизан Штип е 1996 година на Европскиот клубски шампионат во Будимпешта. Тогаш од 59 екипи од 37 земји, нашиот клуб го оствари петото место. Тоа е успех кој и ден денеска тешко може некој клуб да го не надминат. Имавме една златна генерација и тогаш ако Георгиев Аце, Александар не се повредеше, сигурно ќе бевме во финалето. Се боревме со Пари, Доджо де Пари, со Виена се боревме, од Литванија клубови и ги победивме сите. Значи имавме една златна генерација, не значи и сега дека немаме квалитетни, меѓутоа таа имаше една спортна генерација која ги направи тие резултати. Иначе во досегашната историја карате клубот Партизан има освоено многу европски и светски медали. Тука е Георгиева Катерина, Канали Шерефедин, Бурев Трајче, Волчев Ристе, Златко Јакимовски, Спасов Мише и други, нека ми извинат сега во овој момент ако не може да се присетам. Мастев Ивица кој сега е во Њујорк и така натаму. Георгиев Александар, Постолов Александар. Многу плејада од имиња, мислам тоа треба да се читат па да се не сгреши со некој име. Така, еве да ни кажете во моментот колку брои овој клуб, колку членови брои, која е најмалата возраст? Еве гледам дека има многу мали дечиња, која е најмалата возраст, а која е најголемата? Најмалата возраст е од 4,5 години деца, а највозрастните има 45 години и сега во јуни треба да полага за црвен пояс. Да окажам случајот со него, тоа е Владко Митевски, доваѓајќи он да ги носи керките на тренинг, не вика учителе, може и ја да се вклучам тренинг? Може, зашто не може? И еве го денеска после 7 години дојде пред вратите на црвен појас и во јуни здраве да очекуваме да полага за црвен појас. Така да спортот, па како секој спорт нема ограничување на годините, карате спортот единствено е тоа што не ви треба друштво да соберете, можете сами да си направите тренинг. За да играте фудбал, кошака ви треба друштво, сала, а вие можете и кога сте на летување, на зимување или во домашни услови да си организирате тренинг, познавајќи ги карате елементи. Имат ли амбиции, еве, дечињата? Покажуваат ли желба кон каратето? Дека имат огромна желба овие млади луѓе да се докажат. Тука ги испуши сесите близначки Стефанија и Симона, Златева, Тамара, Донеска. Значи, едни луѓе кои и денеска со завршени факултети се уште доаѓаат и помагат во активноста на клубот за едуцирање на овие млади личности. Еве имавме прилика да видиме како изгледа еден ваш тренинг. Колку тренирате во неделата, колку се посветувате кон тренингот? Во неделата карате клубот Партизан тренира 4 пати, секој тренинг е од по сат и 15 минути, понеделник и вторник и четврток и петок. Значи сметаме дека тоа е доволно време за да се постигнат некои резултати квалитетни. Среда ни е прекин на меѓу понеделник и вторник и така. Мислам дека каратето е спорт кој во иднина треба да биде олимписки спорт. Значи се очекува Токио 2020 година да биде олимписки спорт.
и тука се очекува Македонија да направи поголеми резултати, бидејќи на вистина имаме квалитетни генерации во сите клубови на Македонија и тука спортот ќе биде амбасадор на Македонија на тие олимписки игри, очекувам. Иначе спортот како спорт, и карате спортот ги развива кардиоваскуларните, нервниот систем, мускулниот систем, коскиниот систем, дигестивниот систем, карактерната црта се социализира, значи самите родители се едуцирани и своите деца ги дојдат. Само да кажам дека ние имаме веќе трета генерација, значи дедото бил треник, синот, па сега имаме внуците. Значи тоа е една убава работа која негуваме како карате клуб Партизан Штип. Еве да ни кажете нешто повеќе околу појасот. За колку време се постигнуваат резултатите, односно да се стигне до тој сите што го посакуваат црн појас? Да ви информира вас и јавноста дека карате клубот Партизан се придржува на Светската карате бадори федерација. Еднашка година се полага и тоа под услов за редовно доаѓање на тренинг. Ние имаме евиденција од 70-та година која е формиран клубот со подпис. Значи што се е работил на тренинг и се подпишува гарант дека е бил на тренинг дотичната особа. Се собираат тренингите годишно, значи и настапува на првенства, турнири и тогаш добија шанса да полага. Значи за излезе на жолт појас му треба една година, на црвен 2 години, така натаму, за црн појас 6 години. И тоа активно, не само да се бројат тренингите формално. Значи програмата која практикува карате клубот Партизан за полагање на повисока е строго исклучиво по светската вадорио федерација која се наоѓа во Токио. Значи комплетно што е бара таа програма през 100 години ќе полаган, тоа го исто полагат нашите. Полагањата се јавни, еднашка во годините, тоа кон крајот на јуни. Тогаш ве покануваме да дојдете да погледате на полагање од најмалиот жолт до црвен појас. Пред скоро време, пред неполни 2-3 недели, бевте на меѓународен турнир во Србија, во Лесковац. Па еве да ни кажете нешто и за како помина на пребор. Па овака како на информации, бидејќи вие објавивте, али на некој начин да ја обсервираме повторно. На тој турнир настапија 800 надпреварувачи од Балканот. Во една таква конкуренција освоивме еден грст на медали, златни, сребрени и бронзани. И битно е да кажам дека тука едно 70% од нашите членови за прв пат дебитира. Ние спремаме една нова генерација. Таа генерација треба да донесе нови поени за шипскиот спорт и македонскиот спорт. И тогаш и ја бев пријатно изненаден од тие млади наши членови кои покажаа одлична техника, одличен елан за победа на тој турнир. Еве да ни кажете за кои се вашите следни идни планови на клубот. Па наскоро овој месец има 2 турнира, едното е во Суботица и другото во Власотинци. Значи не чека за 2 недели е во Суботица, последниот викенд е во Власотинци. На тие 2 турнира планираме да настапиме и очекувам пак да бидеме успешни. Така, дали вратите се отворени за сите што би сакале да дојдат? Се секојаш отворени, од како што реков 4,5-5 години, па возраста не е ограничена. Второ, ние практикуваме и инвалидизирани особи да дојдат, бидејќи карате многу ќе помогне за коскиниот систем, мускулниот систем и општо оние други особини кардиоваскуларни, кои што реков, мускулниот систем, дигестивен систем да имат подобрување. Така, еве и за крај, доколку нешто пропуштив, што би сакале да дадете еден совет до нашите гледачи? Нема, благодарам за вашата телевизија која направи навистина афирмација за нашиот клуб. Минатиот пат наши мајстори гостуваа кај вас. Јас сум задоволен на како ни помогнате да го афирмираме спортот. Иако сме ние аматеријама со професионални врски, еве и сега правите напори да го формирате аматерски спорт. Благодарам уште еднашка. Благодарам и на вас и посакувам многу среќа и успех во наредниот период, па дај Боже да се видиме и за ваш следен успех. Благодарам многу. Моето име е Милан Димитровски и јас во карате клубот Партизан тренирам веќе 11 година. Со црн појас се стекнав на мојата 9 година во овој клуб. Мои позначени награди се трето место на државно првенство со учество на Балканско првенство во репрезентацијата на Македонија, понатаму прво место во меѓународен турнир во Романија, прво место на меѓународен турнир во Србија и прво место на Open турнир во Бугарија во Софија. Па еве наредната недела и понаредната се спремаме да одиме на 2 турнира во Србија, во Ниш и во Лесковац и понатаму има уште еден во Бугарија, во Софија, каде што се надеваме дека ќе избереме сите медали. Јас сум Симона Златева, тренирам карате веќе 14 години и имам црн појас втори дан. Јас сум Стефанија Златева, веќе 14 години тренирам карате, имам поголеми успеси, имам одено на Балканско, на европски првенства. Имам повеќе медали освоен. Јас сум Тамара Доневска, тренирам 12 години во карате клубот Партизан Штип и сум први дан црн појас.
Јас сум Михаил Кучулов, тренирам веќе 12 години во карате клубот Партизан. Се почна како едно хоби, но потоа се почна да се развива кариерата. Имам настапувано на повеќе надпревари, од кој позначајно го издвојувам Европското првенство во Романија, каде што освоив 3-то место. Понатаму имам и први места на турнирот кој бевме Лесковац, пред 2 години имам прво место. Исто така имам и учествуване на државни првенства, таму имам освоено прво и второ место. Сакам да настапувам нормално, ќе настапувам уште понатаму. Кариерата се гради од ден на ден, од надпрва на надпрва, со секој надпрва сме се поуспешни и поуспешни. Јас сум Сара Димитровска, веќе тренирам 3 години, имам учествувано на еден надпревар во Лесковац и имам освоено второ место. Кој појас си, Сара? Црвен. И сум жут појас, тренирам 2 години. Мојата љубов за каратето дојде од моите две даде Симона и Стефани. Јас сум Мелани Митевска, тренирам веќе 4 месеци и нашиот учител се вика Миланчо Черкез. Јас се викам Елена Анастасова, веќе тренирам 5 години и сум зелен појас. Елена, на кои надпревари се имаш надпреварувано? Имам се надпреварувано во Лесковац со второ место, диплома и медал. Јас сум Надица Митевска, тренирам 4 години и имам зелен појас. Јас сум Павел Симонов, веќе тренирам 5 години и имам одено само на 2 надпревари, на едниот освои 3-то место, а на другиот немам ништо освоено. Кој појас? Јас сум зелен појас. Двократната олимписка шампионка во скок со стап Јелена Исимбаева ја подржа Марија Шарапова, во чија проба е пронеден милдронат, супстанца забранета од почетокот на оваа година. Таа на својот Инстаграм со голема доза на иронија напиша: "Драги пријатели, сакам преку Марија Шарапова да ги подржам сите руски спортисти кои имаат проблем со така наречениот допинг со помош на милдронат. Господе, тоа е навистина смешно. Баба ми веќе 6-7 години го користи милдронатот и чудно, ниту станала супер баба, ниту и се јавили некакви супер способности."
Гол технологијата која прв пат е употребена во 2012 година се користи за да се докаже дека топката ја минала гололинијата. Оваа технологија според решението на УЕФА, донесено по состанокот на извршниот комитет, ќе се употреби на финалните средби на Лигата на шампионите во Милано и на Лига Европа во Базел. Оваа технологија која се користи во Премиер лигата и во Бундеслигата била употребена и на светското првенство во Бразил, а ќе се користи на престојното европско првенство во Франција. Британецот Геран Томас се скрши на последното искачување на Парис-Ница, но успеа да издржи и да го победи Алберто Контадор на надолнините за неговата неголема победа во етапна трка. Велосипедистот на Тим Скај, кој имаше проблеми на искачувањето, успеа да ја намали разликата на надолнината на 134 км долгата етапа околу Ница, на која победи белгиецот Тим Веленс. Според известувањето од Олимписката федерација, 5 други држави би можеле да тргнат по стапките на Русија и да заработат суспензија за учество на Олимписките игри, доколку не ја променат својата антидопинг програма. Етиопија, Мароко, Кенија, Украина и Белорусија се 5 земји кои би можеле да останат без учество на Олимписките игри, доколку не ги направат споменатите промени. Се уште нема санкции за овие држави. Станува збор за последна опомена. Казни ќе има ако во најскоро време не ја прилагодат својата програма кон она што го бараме од нив. ПСЖ и Бенфика се пласира во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Надпреварот меѓу Челси и ПСЖ заврши со резултат од 1:2 за францускиот првак. На првото реванш полуфинале Бенфика успеа да го елиминира Зенит со вкупни 3:1, откако славеше на гостувањето во Русија. Реал Мадрид и Волсбург ја искористија предноста од првиот круг и изборија четвртфинале. Другите реванш надпревари од осми на финалето ќе се играат утре, а двојките се ПСВ Атлетико, Манчестер Сити Динамо Киев, Барселона Арсенал и Баерн Јувентус. Почитувани гледачи, ова беше се за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе информации читајте на kanalplus.mk. Имајте пријатна вечер со нашата програма.